Почитуван градоначалник на општина Неготино, почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани представници на медиумите, голема чест и задоволство ми представува што денеска сум тука заедно со градоначалникот, заедно со дел од советниците, да направиме вовед во градба, односно вовед за започнување на реконструкцијата на спортскиот рекреативен центар Младост во Неготино. Едно од клучните приоритети и едно од клучното ветување беше дека оваа сала ќе ја реконструираме. Токму тоа ветување денеска станува реално. Со денеска се започнуваат градежните активности и очекувам во најбрз можен период оваа сала да биде ставена во функција и секако повторно да биде епицентарот на спортот во Неготино, повторно да биде место каде што ќе се собираат младите, место каде што ќе спортуваат. И ова е еден од главните приоритети кои што го имаме како Агенција за млади спорт, како Влада на Република Северна Македонија, тоа да ги тргнеме децата од улиците, од негативните влијанија од пороците и да ги ставиме во салите, во базените, во сите спорт, во целосната спортска инфраструктура, се со цел да спортуваат и да практикуваат здрав начин на живот. Верувам дека со овие два големи проекти кои што ги направиме за Неготино и како ќе ја подобриме првенствено спортската инфраструктура во Неготино, но и од друга страна ќе ги стимулираме, мотивираме, ќе ги поттикнеме сите млади буквално да спортуваат, да практикуваат спортски живот уште од најмали години. Тоа е еден од нашите главни приоритети, да го зголемиме квантитетот на млади кои што ќе спортуваат и секако ќе бидат дел од спортскиот систем. Верувам дека оваа сала ќе се заврши почетокот на следната година во соработка нели со општината, но и во разговори со изведувачите. Веруваме договорот е до почетокот на март 2020 година, но ќе направиме се што можеме и сите можни напори што е можно побрзо да биде ставена во функција, односно час поскоро да биде ставена во функција на сите граѓани на општина Неготино, на околината и на сите луѓе кои што сакаат да спортуваат и да дојдат тука во Неготино. Оваа прилика ќе искористам да му се заблагодарам и на градоначалникот, на сите советници во општина Неготино, на сите граѓани на општина Неготино кои што заеднички придонесоа и помогнаа овој цел проект да стане реалност и секако заеднички да ја вратиме во функција и да го вратиме бисерот тука во Неготино.